ДИФ оператор утрово организирал нелегална тура со ратраци за скијачи на падините на Шарпланина, а кога ренџерите од Националниот парк се појавиле и му наредиле да ги изгаси возилата, неговите возачи тргнале кон нив да ги прегазат. Инцидентот е снимен и објавен на страната на Националниот парк на социјалната мрежа Facebook и е пријавен во тетовската полиција. Драмата се случила утрово на Попова шапка кај еден од хотелите кој соработува со операторот Eskimo Freeride. Ратраците биле подготвени да носат десетина скијачи од странство во внатрешноста на Шарпланина, кога дошле ренџерите. Имавме инцидент на една од локациите, тоа е пред објектот на хотелот Бора, на државна собственост, имот на државна собственост, каде што 5 ратрак возила, прилагодени за транспорт на туристи, веќе беа подготвени да тргнат. За жал дојде до конфликтна ситуација, затоа што пред секој ратрак застана по двајца вработени во оваа чуварска служба и директорот на институцијата. И животот за жал беше загрозен, затоа што со машините тргна кон вработените и кон директорот. Јас лично стоев пред еден од ратраците. Собственикот на ратраците, односно операторот, е државјанин на Република Хрватска и е управител на туристичка агенција, со кого управата на Националниот парк се обидела да потпише договор, но тој упорно одбивал. Управата на Националниот парк го стави во институционални рамки слободното скијање со ратраци како дејност. Месеци наназад имавме обиди со операторот да се спогодиме и да ги прифати условите, а тоа е да има одредена снежна покривка, одреден број на машини да оперираат, да имаат соодветна документација, да се регулирани законски и да ги прифатат условите со пенали доколку направат штета по природата. Ништо од тоа не го прифатија. Ние се обидуваме да регулираме бизнис кој што до сега во државава никој не се прашал дали се платени даноци, каде се сместуваат тие лица, кои се безбедносните процедури, дали ние имаме како држава можност безбедно да носиме странски туристи. Минатата година Националниот парк јасно ги обележа рутите по кои ратраците може да се движат за да носат скијачи за слободно скијање. Тие се надвор од строго заштитените зони, а се е со цел да се зачува природата на Шарпланина.